И така, мило ми е да бидам овде со вас и Господ верувам дека има, како да кажам, духовна храна за сите нас ова утро. Додека се размислував што да споделам со вас, од што викаат од репертуарот на проповеди или што и да е. И дефинитивно кога одам, каде и да одам да зборувам, дури и кај нас во црква, сакам да споделам нешто што да речеме, или не само да речеме, туку е така, што Бог сака да го чуат луѓето. Да не кажам мои мисли само, или јас што мислам дека треба да биде слушнато, туку тоа што барем на повеќето од луѓе ќе им значи нешто и ќе им донесе духовно храбрување или изградување. И сака се помолам пред да продолжам за Бог да продолжи да не води. Господе, фала ти уште еднаш за оваа седница, за твоето присуство. Нема црква без твоето присуство. Фала ти за песните што можеме да ги пееме, да те славиме, да прокламираме вистини. Само сега помогнеме да го споделам ова што ќе го споделам, да биде за охрабрување на сите нас и нека се исполнува твојата воља. Да не споделам само своји мисли, туку да биде навистина слово за охрабрување. Во името на Исус се молам. Амин. Ова е една интересна тема. Обично јас сакам да одберам еден текст поголем од Библијата и да размислуваме заедно, да го разработуваме, додиме, како да кажам, дури стих по стих или дел по дел. Но ова го избрав по тешкиот пат, неколку стихови заедно да ги комбинираме и да размислуваме во таа тема. Еден од стиховите за кои што сакам да размислувам и е централен стих, всушност, за вас денеска и уште два ќе спомнам, се наоѓа во Изреки 4:23. Значи Изреки 4:23 кај што вика: најмногу од се чувај го срцето, бидејќи од него се изворите на животот. Уште еднаш. Најмногу од се чувај го срцето, затоа што од него се изворите на животот. Не вика најмногу од се чувајте си го iPhone-от, оти ако ви падне, кој се скрши, има еден куп пари да дајете да се купите нов. Не вика новите патеки да се ги чувате најмногу од се. Не вика најмногу чуе фризурата, пазете си да не ви се растори, оти после луѓето ќе ви се смеат. Најмногу од се чувајте го срцето. Оти од него извира животот. Изборувам ова, размислувајќи на оваа тема, моето мислење е дека ова е една тема која што според мене треба барем еднаш во годината да се проповеда по црквите. Оти христијанскиот живот е динамичен живот, а тоа што пред една година се бил супер стабилен верник, посветен, си доаѓа редовно од црква, не значи дека за година дена од сега ќе бидеш на истото ниво, може ќе бидеш подобар, можеби ќе бидеш во стагнација, можеби ќе ти се случат некои работи во животот кои што ќе предизвика да станеш малодушен или малодушна, или да бидеш обескрбен или како и да е. И јас ова еднаш годишно сигурен сум дека Бог ме потсетува да размислувам, посебно повторно ќе кажам, динамиките на животот се такви. Еден друг стих, например, Исус вика: бидејќи беззаконијата ќе се умножат, ќе мнозина љубовта ќе олади, зборувајќи за последните денови. Сака да каже, затоа што животот ќе се случува на таков начин на кој што ќе се случува, дури и луѓето кои што имале љубов во себе и за Бог и за другите, ќе дојдат во ситуација каде што нивната љубов за Бог, вика, ќе се олади или ќе излади, ќе изгуби топлина или ќе им изгасне жарот во срцето, затоа што животот околу нив ќе биде тако како што ќе биде. Пред неколку недели, пред 2-3 недели завршиме со камп Божила, кој од вас знае дека правиме кампови за наменети за семејства кои што имаат деца со попреченост. Јас и мојата сопруга генерално ги водиме тие, ќе се напијам вода, се извинувам. И само што завршивме, Магдалена требаше сопругата моја да продолжи веднаш следната ден за Полска на друг настан. Тоа подразбира дека јас требаше сега наредната дена сам да се грижам за двете деца што ги имам. Машко и женско, 4-6 години. И се вративме дома, секако во кампот беше во Белград, се вративме во дома. И сега неколку дена јас децата добро градика ги носам, сам ги зимам, ги носам и така натаму. И последните 2-3 дена мајка ми пиша, она уште живе во Велес,
и ми вика, дали сакаш, вика децата да дом да ги земам 2-3 дена да поседат со мене. И јас викам, ова е понуда што не сме да се одбие, така? Кој ќе се и бабата, одма, ако треба авион ќе платам, а што и да е, посебен превоз само ќе ги пратиме децата дека бидат дома, ќе бабе. И се случи така, мислам дека сепак јас ги однесов и сатив дома, ќе биде 2-3 дена сега или 2 дена колку беа, сам ќе бидам. И земав дома, се следам куќата малце машкара, ќе среди да биде на машкара, од машкара ка среден на куќата. Се направи се по мој трг да биде, после нели нема деца, нема никој да прави галама, и сикаме, ова е мир во куќа, прави баш она како што велат, мир дома. И после дојде, се вратија дома сите и почна пак гужбата. И како опорзам ова со стих, дека кога сме сами, кога не сме предизвикани, кога нема ни деца ни жена, деца дома да трчаат, да растурат, само си, знаете ви, родителите, нешто се направил, онма после тоа растурено е, а посебно за тие што сакаат повеќе да има дома ред и контрола на нештата. И ако тоа не се случува, тоа може да допринесе до вознемиреност или кавги дома или што и да е, ама кога сте сами е помирно. Викам, едни луѓе зборува на оваа тема, дека полесно е да се биде христијанин кога си сам без луѓе околу тебе. Нема кој да те нервира, нема кој да те предизвикува, нема кој да те става во искушение, нема причини како љубовта да ти се оладува во тебе, нема зошто да си го чуваш срцето, оти си сам, без искушение. Луѓето околу тебе, дали се на работа, дали си дома, како и да е, дури да гледаш клипови на YouTube, како и да е, ако не си изложен на други луѓе, на други зборови, на други мислења, тогаш си фактички сам и кречеш побој да си биде христијанин. Нема на кој да му простуваш, нема кој да ти простува, нема кој да го нервираш, нема кој да те нервира. Ти си супер, нема кој да те повреди, нема кого ти да повредиш, нема кој да те разочара, нема кого ти да разочараш. И викаш, ова е топ, ова е прав начин, нема што. Ама кога се вратат дома, жена, деца и веќе динамиката на животот се случува, и кога да си го чувам ја срцето од ситуацијата кој што треба да си го чувам. Сте виделе можеби луѓе кои што, или знаете луѓе кои што дојделе од црква и покажале неверојатна ревност за Бог. Се викаш, овие луѓе ќе го променат светот. Редовни, посветени, гледаш дека имаат молитвен живот, читаат, сакаат дојдат на молитвен состанок, не пропуштаат богослужба, понижни се сакаат да служат, да дојдат порано, кога ќе заврши службата, треба нешто да направиме, секојаш се први да помогнат во било што, и после наједнаш ги снемува. Познавате такви луѓе? Некој ќе рече, јас се познам, може би таков, сега може би тежнеам кон таа линија. Имам лично видено луѓе такви кои што во еден период доставиле печат и леле, јас сакам да видам како нив. Каква е таа ревност за Бог? Каков е тој копнеш за Бог што го имаат? Каква е таа понизност што имаат? Каква е тоа трпение што го имаат? Значи ја ќе направам нека глупост, они ќе ме истрпат, нема ништо да ми кажат, нема ништо да ми вратат, викам, ова е правото нешто, оваков христијанин сакам јас да бидам. Луѓе кои што покажале тешка понизност, посветеност, ревност за Бог, трпение и после најнаш полека или најнаш или полека или најнаш ги снемува. Се сеќавам личноста која што мене во наводници ме доведе при Бог или почна прв да ми зборува за Бог на начин на кој што претходно го немав никогаш слушнато тоа евангелие. И јас викам, ваква личност, ваков верник немам видено на вистина. Денеска имав многу јас познавање или многу искуство со христијански евангелски верници, но оваа личност на вистина ме воодушеви со својата понизност и пошетвуваност за Бог и за Божјото царство. На своја сметка да служи, после работа ќе се врати изморен, ќе сепак ќе дојде да ме најде, да помине време со мене, да ми сведочи, да ми објаснува, да ми покажува грижа и внимание и љубов, како што да кажам Библијата не поучува дека треба да го правиме. Екам, кој ќе пораснав сакам вакав да бидам верник. И после што се случи, по неколку месеци, значи се случи таков пат на новаа личност, каква што претходно не го знаев дека во такво издание дека може да биде. И како може повторно луѓето
кои што во некоја фаза од својот живот да покажат толку голема љубов, верност, посветеност за Бог, потоа да отпаднат или да паднат, или не мора да паднат од црквата, не мора да престанат да одат од црква, ама едноставно знаеш дека тоа што порано некогаш се бил, тоа што порано од 20 чекал служба, од 20 чекал на молитва, од 20 чекал да се видиш со луѓе, од 20 чекал да направиш нешто за Бог, за Божјото царство, не затоа што ќе ти донесе поени тоа кај Бог, од едноставно тоа било твоето срце, да даеш дел од себе за другите, да имаат полза од тоа, веќе го нема на тоа ниво како што порано било. И доаѓаш на служба, и окей, ама веќе ти е рутина. Не ти е, како што вика Давид, копнеев, од 20 чекав, се зарадував во срцето, кога ми рекоа да одиме во Божјиот дом. На некои леале да црква треба па доа му не дала. Од 20 не ми се оди леале сега Жешко автобуси да фаќам, ај дома. Претходно ове 5 автобуси ќе си сменам. Јас се сеќавам кога станал верник во Скопје, се случи тоа, живее во Скопје, па се пресели во Велес 2002-2003 и таму стана верник во контекст на христијански центар Скопје и потоа се пресели во Велес, таму имаше христијански центар Велес и у црква кога одев, не знам, уште ги учам луѓето кое што е, има служба у 7, ја у 6 кам таму ќе чекам, нема никој да отвори врата. Ајде викам, кој ќе отвори тука врата? Јас веќе чекам да влезам внатре прв. Или да се отидам последен кој ќе оди да зборам луѓе со водачите, со пасторите, да ми објаснуваат. И како што спомнав претходно, се случуваат работи во животот, дури и во христијанскиот живот. Кога се неискажани, неискомуницирани работи кои што не соблазнуваат, кои што не повредуваат, кои што не разочаруваат и кога дури не сакаме самите да го признаеме, ама ако тоа се наталожи, а ти си кјутиш и го игнорираш и најнаш си викаш од каде оваа горчина во мене, од каде овој сарказам од мене, од каде овој цинизам во мене кон луѓето. И најнаш се сомневаш во мотивите на сите, најнаш никој не чини, нема добри христијани, секој од себишност правил ова, овој го правил ова поради тоа, најнаш сите не се добри, затоа што со текот на времето во тебе се собрало нешто, затоа што на времето не си го решил тоа, не си го пазил срцето, не си чувал на своето срце, не си го, како вика, најмногу се изгради зидин околу своето срце, за да не може да ти се случат работи кои што ќе ти донесе до состава по која што не сакаш да бидеш. Не знам дали повеќето од вас, кога сум бил ја мал, сигурно ги гледам сега некојаш кај моите деца, ќе се скарат и малиот ќе удри малата, или братучите имаат братучетки две, поголемата ќе удри нешто по малата, ќе се скарат и не ме боли, и не ме боли, ја плаче. Како ме не те боли сега, те боли или не те боли? Кога јас сум силен, не ме боли. Овој ќе ти каже нешто од црква, не ме боли. Друг ќе направи нешто, не си свесен, ама те повредува длабоко во душата, во срцето, не ме боли, јас сум јак. Ама такви 5 работи кои ќе се случат и најнаш од не те боли, си викаш од каде јас оваков станав како човек, како личност, толку огорчен, толку фрустриран, толку најнаш да гледам во се со скептичен поглед на другите луѓе, да се сомневам, вие сте вакви, вие сте такви. Како доаѓа човек од кога на почетоците искрено верува во сите, дури наивно, сите се добри, и после ти вика некој, не се сите добри, има некои те повредуваат. Кој ме повредува, не ме повредува. И после носат луѓе одлуки, кажуваат зборови, прават нешта кои што те прават да се чувствуваш оставено, тргнато на страна, заборавено, не ти дале чест. Што е како? И тоа се таложи, и се таложи. И вика, не ме боли. Ама дали не те боли? Дали не те боли? Кажува нешто, а се сеќавам зборев, ова го кажам пример, секогаш кога бев на библиска школа и таму ги бираат некогаш тие што се од втора година посебно, кога ќе бидат прва кон втора и бираат некои нив што се само што завршуваат прва, да ги стават редари, одговорни за некои служби, да одат не знам што да прават, и сите ги одбраа, мене за ништо не ме одбраа.
Не ме боли. Викам, зашо да имали и почнеш да се сомневаш, зарем нема у мене квалитет? Зарем не гледат у мене водачки способности? Зарем не гледат дека може да правам? Да има 32 пример потребни работи, а да се 33 луѓе у класот, мене ќе речат, извини дечко, ги стрпиме сите јаки луѓе у група. И после ти викаш не ме боли, ама јас се прашувам, вредам ли? Имам ли у мене нешто? Само затоа што некој човек друг не те забележал, не видел дека може, и си викаш ти, имам ли? Немам ли? Не ме боли. Или те боли, ама си викаш ти, ама не. Ќе се преферам дека не ме боли. Вика, најмногу се чувате го срцето, утиден ден нема да бидете свесни кога ќе се разберете и најнаш ни црква нема да ви чини, ни луѓе нема да ви чинат, ни водачи нема да ви чинат, ни ништо нема да ви чини и ти самиот нема да чиниш и на крај и Бог ќе биде крив, оти он им дозволи да другите луѓе да ти кажат некои работи, да ти направат некои работи, да те соблазнат и не ги спречил. И најнаш, ама ти си сега уште се бориш и Бог, барем Бог е добар, ама другите не чинат. Ама ќе дое време кога и Бог нема да ти чини, оти не си го пажи срцето. Не ме боли. Те боли или не те боли? Ако некој ти каже, вика, го пцуват, мака нема. Искушенија му доаѓаат, мака нема. Разни ситуации, друже, бегај од тука, ти пари гони се, не е од Бог од мене. По 15 години, истото искушение, одма паѓаш. Зошто? Оти не те боли. Оти си дошол од таа ситуација, кога си бил супер и си може да оделаеш на искушенија, си бил тврд, си бил посветен, си бил понизен, и тоа не ме боли, настобрани рани, повреди, разочарувања, фрустрации во твојот христијански живот. И сега најнаш ти работиш што пред 10 години си успеал да им одолееш, да ги совладаш, да им се спротиставиш. Сега не баш. Порано си се воздржал да не збориш после грб на други луѓе, да не кажеш кај што не треба, не треба да имаш луѓе со кои што ќе се искажеш, ама не со секој, не за сите работи, и сега веќе пак зборуваш тоа не се случува, оти не те боли. Тоа се случува, оти те боли, и оти ме боли мене, оти сме биле повредени, разочарани од други луѓе, и сега мораме тоа да го истресем од нас. Како може повторно човек од таква ревност, од таква вера, верувам ја во Господ, верувам, ќе се молиме, да, верувам, и уморен човек кој што, знаете, има на стих исто во овој контекст во Библијата, вика, не се уморувајте, како вика? Не се уморувајте правење добро. Ја тоа го толкувам, не се уморувајте да верувате. Немој да се уморувате од тоа да ги љубите другите. Немој да се уморувате од тоа да бидете трпеливи. Значи, немој да се уморите од тоа да бидете христијани, ама ние оти се уморуваме од тоа да бидеме христијани, оти, овој треба уште да го трпам, овој треба уште да се пориснам. Ја 8 години ќе отрпам, тој треба да ме трпи мене. 3 години воја го чекав и не можам и се уморувам да бидам христијани. Се моле за оваа работа 14 години и се умори веќе и не можам да се молам. И кога повторно у срцето не го чуваме тоа, не се заштитуваме самите себе, кога тогаш ќе се умреш. А Павле ја охрабрува верниците и немојте, држите се, цврсто. Затоа што на крај на денот, како што кажав на почетокот, во христијанскиот живот, сакале или не, од луѓе од кои што не сме очекувале, и да бидеме реални, други луѓе од нас, не сме само ние жртви, другите не разочаруваат, другите не повредуваат, другите не изневеруваат, ние сме светци. Ние никого не разочаруваме, ние никого не повредуваме, ние никого не го носиме во ситуација да го соблезнеме. Реално, тоа е секогаш обострано. Некој од мене е разочаран, некој од тебе разочаран, ама поентата е да се го зачуваме срцето, да не дојдеме ситуација, да се умориме, да живееме живот кој што Бог не повикал да го живееме. До сега јасен ли сум? Или зборувам брзо или на велешки? Стикот што го читав, не дозволувајте да се изморите, обесхрабрите или да премалите во срцето, правејќи добро. Дури и кога не гледате резултати веднаш,
кога сте уморни, неценети или разочарани, продолжете верно. Зашто во Божјо време, ако не се откажеме и не се преданеме, ќе дојде жетва и ќе го видиме плодот на нашиот начин живење. Галатјани 6:9. Ова е во парафразиран превод. Се уморуваме или не го пазиме срцето или веќе преку глава ли стига во се, кај што се сеќавате име на стих исто така во Псалм 17:13, а псалмистот веројатно Асав го поставува прашањето дали само јас напразно го чував своето срце. Вика дали јас само бев глуп, дали јас само бев наивен, дали само јас другите ме искористуваа кога бев добар христијанин, а другите се прават сите лисици. Вика дали само јас сакав да живеам праведно, а гледам дека тие кои што не живеат праведно, напредуваат во животот, напредуваат во позиции на работа, напредуваат во позиции дури во црква и им даваат водачки можности и ситуации натаму нааму, а ти кој што сикаш нема да правам тоа што не треба да го правам, и другите те шишаат. Исто се сеќавам живеев едно време со едни други луѓе кои што беа христијани или не беа, Господ знае. Во мојот начин на размислување во тој период, едно време може да мисле дека се, а потоа мисле дека нема шанси да се. И овие луѓе кои што се однесува на таков начин што другиве луѓе што ги гледаат, какви христијани им даваат можности други да напредуваат, а јас викам човек, јас сакам да бидам најдобар христијанин што можам да бидам. Не сакам мотивите да имам ништо себично, ништо гордо, ништо арогантно, чисто, не сакам користолюбиво, ако треба да правам нешто, ако нема одборат, нема врска, не. Овие луѓе сикам со итроштини, со подлештини, со ова, со она, и другите луѓе викаат, леле, како христијани се, а јас викам се трудам и ништо, и вие напредуваат. И тогаш се држев. Ама 10 години подоцна, кога гледам пак дека други луѓе што се поснаодливи од мене, позиции, ситуации, можности во животот, ја уште ли бе со iPhone 12 скршен. Има ли за мене нешто подобро? Символички зборам. Ама да и буквално стварно имам 12 и скршен. И луѓе околу тебе. Господ, има ли полза од тоа да речеш јас ќе го живеам мојот живот како што верувам дека Бог сака да го живеам. Повторно, не паѓате у замка дека вие сте најправедни, најсовршени, најдобри, најкутри, или па јас дека сум таков. И после Господ може ме носи во позиција да разберам дека друже не си толку фин колку што мислиш дека си, а мај ќе те рафинирам, ќе те прочистам, па и ти да бидеш малце пофин. Не си само ти повредениот, и ти сигурно има луѓе што ги разочаруваш и повредуваш. Но да се ставиш у позиција повторно, значи Господе, сакам да живеам како што ме водиш ти, помоли да си го чувам срцето, ама пак со твоја помош и да не паднам во замките на тоа што некогаш во мојот живот сум се држал цврсто и силно, ама поради тие ситуации во животот кои што се случуваат, тековни секојдневни, да отврднам, да закоравам, да бидам разочарен и да живеам јас пак у црква, дома, идам овде, ама носам со себе горчина, фрустрации, незадоволство. Има неколку луѓе во Библијата, ќе ви спомнам само двајца, луѓе кои што во дадена фаза од својот живот биле многу јаки луѓе со Бог, меѓутоа подоцна паднале на тоа што некогаш го победувале лесно како искушение и како мисла што ќе им дојде лесно и отфрлале, ама како викаат, ѓаволот ниту спие, ниту одмара. Како што Господ сака да работи во нашите животи постојано за наше добро, вика се содействува за добро. Се Бог што сака да се случи со прави, Бог ќе сака да го сврти за да испадне за нашето добро. Ама ѓаволот се што сака да направи, да ги сврти работите, за да направи да те оддалечи од Бог, да те направи да бидеш огорчен христијанин, повреден, разочаран и да се функционираш така. И како што има таква сила, ама Божјата сила е поголема, ама ако ја и ти му дозволуваме на ѓаволот да влезе малце во нас и да всади мисла и да расте таа мисла и после наеднаш
ние сакаме плод да даеме еден, ама даваме некогаш и таков плод, малци и ваков, и сме дозволиле тие работи со текот на времето да заземат во нас простор. И сега има еден човек во Библијата, нема да ви ги читам, вие само ќе ги споменам, дали ради време или не време, не знам, ради време, а има и не време. Има еден човек во Новиот Завет по име Димас. Дали сте чуле за Димас? Сте чуле, што сте чуле? Како извинете? Го застаква светот. Во 1 Колошени 4:14 вика ве поздравува Лука, саканиот лекар, и Димас. Тука тој е рамо до рамо со евангелистот Лука, верен придружник во првото затвореништо на Павле. Филемон 1:24. Марко, Аристарх, Димас и Лука, моите соработници. Павле го нарекува соработник, што значи дека Димас активно проповеда и служи на царството. Тимоте 4:10. Зашто Димас ме остави, бидејќи го засака сегашниот свет и отиде во Солун, во Тесалоники. Мујкаме кај бал Солун, во тие градови барем оди на втор крак. Таму е плувала водата и морето. Значи, зборува за човек кој што станал верник, го предал својот живот на Христос. И вика, живееше за Христос, кај оди Павле со него, му помага, проповеда. Павле оди у затвор и ој му служи, гледа дека у затвор, сика, ако Павле верува и у затвор, значи јас ако верувам, може би јас ќе одам во затвор, ама пак и си верувам и не ми е гаре дали ќе одам во затвор. И му помага на Павле додека е во затвор. Ама како викаме тоа? Една мисла, беге ти, ако ќе одам во затвор, гали ми ќе го дам мојот живот за Христос. После некој време, некој други ги затворија, некој други ги затворија. И гледаш тапови, тепање, мавање, и наједнаш си кажеш, шо е подобро сега? Затвор, зандана, шо вика Ѓорги Колозов, или втор крак, да не кажам Солун. Знаете, тоа што го кажам на почетокот. Тоа што во еден период од твојот живот ти си бил неверојатен верник, посветен и си сакал да го спасиш цел свет за Христос, не значи дека цел твој живот така ќе функционираш. Како што рековме. А работи се случуваат во животот и прават да се оддалечиме од Бог, или не толку може некогаш од Бог, ама да се оддалечиме од ревноста и од посветеноста и од одлучноста наша да живееме за Божјото царство и за Божјата слава. Овој човек, секако, тоа искушение, свет, не светот, нема шанси, не сакам ништо. И после нема да престане. Кој ѓавол вика, сакам да те сопнам. Не успеав. И сега, добро, сега ќе Никола Гиневски, него ќе пробам. Цел живот ќе пробува да те сопнува. Цел живот ќе пробува да ме сопнува, цел живот ќе проба да ме оддалечи од тоа што Бог го има за мене и од тоа што има Бог за тебе. Цел живот, додека си жив, додека си верник, ќе постои сила од непријател кој што ќе сака да те одвои, да те оддалечи од Бог или да те оддалечи од твојот став да му служиш на Бог, од твоето срце да речеш Господе, сакам да ти служам, и после најаднаш повторно ти си духовен и паметен верник, тоа ќе треба да си го објасниш од твојата глава на начин на кој што ќе ти биде прифатливо. Нема да некој од нас нема да речат, нема да служам на Бог, тој ќе рече, се уморив, или не ми е време сега, или еве сега помладите нека служат, или еве сега вој нека го прави тоа, или сега чекај некој период ми треба мене, и ти ќе си го кажеш тоа на себе, оти си уморен. Оти си уморен од тоа да правиш добро. Оти си уморен од тоа да се бориш против таа мисла, гледај ги другите, џаве правиш, служиш, што правиш? Димас, секако, на крај Павле додека бил у затвор, 2 Тимоте 4:10, дели последното послание, веројатно што Павле го има напишано, според библиските сколари, како што е пасторот Никола Гиневски, така викаат они дека било последно послание што Павле го запишува пред да биде ликвидиран, односно убиен. И вика го ме остави мене и за размислам. Павле, има малце, како се ка тоа, разбирање кон човекот, млате. Сака малце да си поживее. Има малце разбирање. Човекот млате. Значи, од мали ноги он живее, од мали нозе живее за Божјото царство и служи, и веќе му пукна филмот.
Во полук на филмот. И дај му фора. Ја не знам дали текстот Библијата не објаснува дали просто Дима се враќа повторно, па се покајува и ке Господа извини, не сакав, паднав на слабоста, не знам што. Ама знаете како ми кажат уште еднаш? Во христијанството не се живее на стара слава. Не се живее на стара слава. Тоа го знаат и спортистите. Добро, само ако се Кристијано Роналдо, го викаат на 58 години да игра за Португалија, а има подобри може двајца од него, или не знам, исто Неймар го викнале за Бразил, он е искрешен. Он според мене го викнале на стара слава. Ама во христијанството не се вика на стара слава. Ке речам, ја порано, ти порано супер. Денеска е денот кој што Бог вика. Во Библијата многу работи ги зборува во денешно време. Денес дај ми го лебот на спасение. Односно не спасение, наслушен леп дај ми го денес. Вика денес е денот на спасение. Денес. Многу работи се денес. Јас да речам, да дојам тука, јас да Господ пред 20 години. Добро, а кај си последните 8? Па ти за Господ пред 20 години. Или ја на времето што правев? Добро, а кај си последните 4,5 години? Што си правил ти на времето? Или јас? Ама не знаеш. Знам нека животот има етапи, сезони и го разбирам тоа. Библијата вика, ако му се роди некој дете или некој таму дете во старо време, дека остане дома, па после ќе опраќаат по војски и така натаму и така натаму. Значи има етапи во животот, има сезони. Ама зборувам кога ти самиот се повлекуваш од нешто, ти се насторила работи во срцето, си се разочарал, си се повредил, а потоа си се обидел да го објасниш тоа на еден или друг начин. Во последна личност за крај, Втора Летописи 14, 15 и 16 зборува за еден цар по име Аса. Се чуле за Аса? Интересно име, знам дека Никола са каже, он има новороденче, и која нели за име ја се размислуваше кој име да му го дае. Сигурен сум дека Аса не беше во предвид за име. Беше? Ете, гледате ли? Посебно од првиот дел. Вика, овој човек Аса на почетокот бил страшен Божи човек. Односно, се посветил на Бог, ги отстранил идолите, ги повикал другите луѓе да му бидат верни на Бог. Ајде сите, бидете му верни на Бог. Духовни реформи направил. Во еден период доаѓа еден цар да го освои, да го победи, и он вика: Господе, помогни ни ти, кој што си голем и ти, што ти спречува тебе да му помогнеш на малиот, ти треба тебе голема сила за да не избавиш нас од оваа ситуација. Значи гледа проблем пред себе огромен и си кама: Господе, за тебе нема мал проблем, нема голем проблем. Сите проблеми за тебе се исти. Тебе не ти треба поголема сила да ми ги решиш поголемите проблеми и помала сила да ми ги решиш помалите проблеми. Ти само со твојата помисла, бум, ќе ми го решиш проблем. И Бог доаѓа и го победува тоа царство. И живее години подоцна. И вика Библијата дека доаѓа еден друг цар се повторно да го освои и не знам што му се случи меѓувреме. Ама има он искуство, има сведоштво дека Бог му помогнал кога му било тешко. Ама сега не побарал помош од Бог, што прави? Побарал помош од еден друг цар, што не оди воопшто со Бог, да влезе во сојуз со него, наместо да повика на Бог. Сега, дали се умори да веруваш во Бог? Дали се умори да се надеваш на Бог? Дали се умори да се подпираш на Бог? И сега викаш: чекај ке прво на друго место. Библијата вика дека исто така се разболел во последните денови и во последните денови не барал помош од Бог, туку во лекарите. И кога се вика лекари, таму не се мисли само на типични лекари како денес, туку на луѓе кои што со разни фори, билки или што и да е, сака да му помогне некој друг. И кога дојде претходно уште, кога отиде да бара помош од друг цар, Бог му прати пророк, му прати слово, му прати збор, му прати проповед, му прати стих, му прати сведоштво, да му каже тоа што го правише погрешно. Он се налути и сакаше да се реши со нив на толку фин начин. Како може од човек кој што искусил во животот дека Бог сака и му помогнал, да дојде во ситуација кај што сега веќе не се надева и не се подпира на Бог? Како? Оти не го чува срцето. Оти со текот на времето дозволуваме работи да дојдат и да дојдат. Повторно,
верувам дека со искуството и со времето во црква поминати 10, 15, 20, 30 години, некој од вас може и 40, тоа носи зрелост, ама не секогаш мора тоа да значи дека ќе биде така. Затоа што некогаш времето носи повреди, разочарувања, збунетост од луѓе, од ситуации, дури од Бог. Се молиш и цело време ја некој се размислам за себе, за некои работи се молам, викам Господе, наместо да ми даваш секој месец чудо во мојот живот, ај дај ми еднаш годишно, па да не мора да верувам цела година. Ке си верувам во јануар, дај ми го тоа и за цела година да ми е решен тој проблем. Зошто мора секој месец ја да верувам, да очекувам да ти да интервенираш во мојот живот за таа и таа ситуација. Па дајте молам, реши го еднаш годишно. Па што ме ставаш ти у позиција да верувам секој ден, секој месец. Сите сакаме не. Господе, реши ми го ти мене животот, проблемот еднаш сега таман. И да не мислам на тоа. Ама Бог си викам, сега пата вој месец, како ќе поминеме, вој месец треба па да верувам како што верував минатиот месец. И се умеруваме, се уморуваме и да веруваме и викам Господе, помоги ми се го чувам срцето да не оладам, да не почнам да барам помош кај што не треба да барам помош и да речам и црква и Господ и што викате веле си Моспот и се да дигнам раце и да одам да берам праски. Оти пред да бидам у наводници у служба, едно лето пред прв пат Господ да ме повика, претходно во волонтерски капацитет долго време служа во црква со проповедање, со славење, со што год да треба да биде, со столчиња редење, со вециња чистење, да не речете само дека се правам паметен да зборам. Сум поминал, јас сум го минал и денес немам проблем да чистам вециња, ако ви треба ќе останам после, кажи слободно. Ама работи да не ми се насоберат и да речам Господе, ако треба ќе се вратам назад на старо, како што пред да влезам во служба онака што го викаат полновремено. Има стих тука 16:9 меѓу моите омилени во втора летописи 16:9 кај што вика очите на Бог шетаат из целата земја за да ги најде оние чии што срца се целосно безрезервно насочени кон него и да ги охрабри или да ги подигне. Втора летописи 16:9, вие што не ми верувате дека има таков стих, еве сега ме проверуваат. Ама ги разбирам. Зошто да ми веруваат? Мора да ме провери дали е тоа навистина така. Втора летописи 16:9 вика Божите очи, не моите очи на Игор или на не знам. Божите очи и тој стих од секогаш кога го читав, вика Господ да че гледа од згоре и вака прави. Не гледа тука сите. А вика кое срце од овдека е целосно посветено на мене. Кое срце? Кое срце нема да гледа лево, десно, вој вака напред, тој така кажа, туку ќе рече Господе, да, повреден сум, разлочена сум, збунет сум, уморен сум, ама не сакам да паднам, не сакам да омалам во верата, во посветеноста, во повикот твој за мојот живот, не сакам да се повлечам, сакам да гледам на тебе. Вика Бог гледа и да го подигне, вика тој. Да го подигне тој. Ако си уморен, да го подигне тој. Ако си потиштен, да те подигне. Ако си разочарен, да те подигне. Ако си повреден, да те подигне и да те исцели. Божите очи гледаат во цела Когрешанска црква сега тука на први и на втори спрат. Значи на Бог не му треба да скенира тука сега, не знам, па тука да му даеме фајлови да ги разгледува 2 месеца за Никола Гиневски, па после уште 2 месеца за Јована Бошковска, па 2 месеца за сите останати. Од само ако прави бум и знае, срцето посветено, срце повредено, срце разочарано, срце уморно, срце на пола пат, срце било јако, ама во процес на овладување. Вика Божите очи сака да ги дигнат, да ги подигнат тие. Оти е добрата работа за вас и за нас. Да се вратам на почетокот. Луѓе сме, што викаат, грешиме. Луѓе сме, се разочаруваме, се повредуваме. Очекување и дури од Бог, молитви, со Натан Сидми, пред година и нешто, почнеме да се молиме за на работа дома. И секој ден се молиме, секој вечер. Или вечер, или по кола, кој ќе на градинка, се молиме за ај за ва. И он се моли. И он
Мотија мало дете, што знае, он мисли денес се моли, утре бум, еве го тоа, бам. Па му кажа, полека бе сине, со Господ има право време, па треба мотивите да ги прочисти манце, па ако си себичен нешто за твои цели, па или некогаш ти се молиш една работа, ама Бог треба таму 15 други работи да ги смени за таа работа тука да ти дое. Па полека манце, има време, ќе дај му на Господ. И детето се разочара, и веќе не се моли за тоа. И не само тоа, и јас се разочарав, Господе, ќе се молиме година и пол за оваа работа. Дај го или не го дај. И мене ми треба да се охранам. Да не се уморам во правење добро, да не се уморам во верата, да не се уморам во очекувањата, да не се уморам во молитвите. Или се моли за некој, Господе, спаси го овој, спаси го моето, не знам, некој што ти е ближен. Сега имаше едни луѓе, се молев со години, ама буквално со години, двоцифрен број на години. Господе, има други луѓе сега. Ќе се молам за овие, ќе ги после се викам, зошто престана се молам за нив? Слушна на пример, некој човек се молел за 12 души да се спасат, вика и сите скоро се спасале во текот на неговиот животен век, и последниот што не бил уште спасен, кога почел на неговиот погреб, тогаш дошол и на погребот го предал својот живот на Христос. Оти јас прв, као вика Павле, прв меѓу грешниците. Прв сум да се разочарам, прв сум да се уморам од тоа, да верувам до крај, прв сум да речам, Господе, ќе останам до крај, па гајли ми е другите што ќе речат, или дали ќе останат или не. Мојата човечка личност, склоност, ја зборам отворено искрено со вас, да паднам, да се разочарам. Ама викам, Господе, ако ти не ме содржиш, тогаш не само тешко мене, туку тешко и на моето семејство, од човек како мене, ако јас сум таков, кревок цело време, да треба некој да ме охрабрува цело време, да треба некој да ме подигнува цело време, да треба некој да ме дига цело време. И към Господа, ако твоите очи гледаат, и ако во овој момент го видат моето срце и речат, не целосно кон мене насочено, помогни ми да биде целосно кон тебе насочено, дури ако не е. Помогни ми да биде целосно кон тебе насточено, дури ако не е. Дури ако веќе на искушенијата кои што порано сум се држал да не паднам, силен сум бил и сега полека гледам како паѓам. Дури на работите кои што порано сум се држал тврсто, нема шанси, сега гледам каде ова мисла, кога никогаш порано не ми доаѓала и сум брзо бега од мене во името на Исус. Помогни ми да се држам, а не да речам, па само ја ли напразно ќе го чувам моето срце. Па само ја ли напразно ќе живеам понизно. Па дали само ја напразно ќе живеам посветено. Па дали само ја ќе се правам дека ги сакам сите. И дали ја само цело време ќе се јавам на другите, а мене никој не ми се јавува. Да ме праша како сум, ја ќе ги прашам сите како си. Да, ако треба, па што? Господ нека ти помогне. И да ми помогне мене. Оти вика, најмногу од се. Чувајте го срцето. Односно, го дефинирав тоа, не ви го давав тоа, чекај, ќе го отворам и ќе го читам, да го завршам така. Кога вели чувајте го срцето, ја тоа го дефинирав, чувајте го она што Бог го направил во вашиот живот, тоа што Бог го прави во вашиот живот, тоа што Бог ви го дал во вашиот живот. Чувајте го најмногу тоа. Оти може да ви дам дефиниција за срце биолошка, може да ви дам од филозофска, па у античка Грција срцето кога го мислеле, оваа го мислеле, па у еврејската култура која збореле за срце мислеле за ова. Имам тука дефиниции, не ми ги прочитав сите, веројатно и не е ни проблем што не ви ги прочитав. Но за крај сакам ова да го прочитам. Го нагласувам она што се обидов да го покажам со овие сиромашни зборови. Нема благороден живот без да го чуваме своето срце. Нема вистинско чување ако Бог не чува. Нема Божјо чување освен преку нашата вера. Залудно е да се проповеда само упрвување и само чување. Ако не можеме да му кажеме на нашето обколено срце, Господ е твојот чувар. Тој ќе те пази од секое зло. Тој ќе ја чува твојата душа. Тогаш само додаваме уште една невозможна заповед врз тоа другите. Чувајте го сега вие срцето. И ние не го сваќаме, ниту искусуваме Божјото чување во неговата
најблагословена и најполна реалност, освен ако не го најдеме во Исус, кој е мокен да не запази од паѓање и да не постави непорочни пред присуството на неговата слава со преголема радост. Со други зборови, ќе го чувам како да зависи само од мене, ама ќе верувам, знаејќи дека како да зависи само од Бог. Значи, ќе го чувам како да зависи само од мене, ќе се чувам, ќе внимавам, ќе пазам, ама исто време ќе живеам со свесноста дека Бог е тој што ме чува. И така, Бог нека ви помогне, нека ви благослови, нека ве води да бидете луѓе кои што ќе останете верни до крај. Ниту еден ден во вашиот живот нема да скришнете лево или десно, и кога сте паднати, разочарани, уморни од тоа да живеете како што Бог ве повикува да живеете, од било кои причини, Бог нека ве осили да се подигнете и да живеете. И да не бидете луѓе кои што ќе зборуваат во минато време за својата ревност за Бог, за својата посветеност кон Бог, туку ќе зборувате и во сегашно време и ќе се држите за Бог, да тоа да биде до самиот крај, како што пишуваше во Библијата, дека Халев, јунакот кој што во стари години уште ревностно стоел цврсто и се надевал на ветувањето што Бог им ги дал.